Ремарк вели, кога ќе го тргнете каменот и кога ќе го свртите, зад каменот излегуваат бубачките и црвите. Процесот на транзиција делумно може да биде и така сватен. Но време е каменот да се врати назад и вистинските вредности да дојдат до израз. Тешко е да се опише таа состојба тогаш. Од една страна вие чувствувате немоќ, од друга страна чувствувате бес, од проста причина што не можете на некој начин да помогнете. Од трета страна се чувствувате дека на некој начин како и виши сили да ја диктира текот на болеста, така да тоа е многу тешко со зборови да се опише. Професијата е наша таква, повеќе кардиологијата, можеби отколку ангиологијата. Има одредени заболувања кои што ги викаме ние, например, се нарекува дилатациони кардиомиопатии, срцето од непозната причина полека прекинува да пумпа. 3 до 5 години трае тој процес на мачење на пациентот и секој пат фатално завршува. Ние фигуративно кажуваме во кардиологијата нема рак, али ова заболување заради проградиентниот тек и секој пат фаталниот исход. А зафаќа категорија на пациенти кои што се во работоспособната возраст, да кажеме најчесто меѓу 30 и 50 години. На некој начин се чувствувате немоćни и однапред ја знаете прогнозата на пациентот. Кога имаме такви пациенти, кои што во последниот период од животот практично се зависни од институцијата, бидејќи многу често доаѓаат, стварно се чувствуваш немоćен и на некој начин се чувствуваш, како да кажам, не можеш да направиш она што би сакал. Човек секој пат се радува дека пациентот кој што вчера на некој начин го оставил, а бил во една состојба кој што може би е критична или тешка, да кажеме, денеска е подобар. Во мојата работа конкретно, кога ќе видам дека еден пациент со гангрена, ногата полека или полека заздравува, еден пациент што има покачен притисок и бил во релативно тешка состојба, притисок 200 со 120, да кажеме, што се високи вредности и повисоко, дојдете па видите има 160 со 100, па
се чувствува подобро. Тоа се ситни мали работи кои што стварно добивате лична сатисфакција како за својата работа, а лично го гледате и ефектот од вашата работа во терапијата кај пациентите. Јас се занимавам со ангиологијата, а тоа е науката за крвните садови. Болестите на крвните садови се убедливо најчести болести кај човекот. Со право се вели дека човекот е онолку млад или онолку стар, колку што се стари неговите крвни садови. Во човечкиот организам има 10 километри крвни садови. Практично, човекот е сплет на крвни садови. Заради тоа, ангиологијата во поширока смисла на зборот е мултидисциплинарна гранка, бидејќи крвните садови се наоѓаат и во органи кои ги изучуваат и други науки. Така, например, крвните садови на срцето ги изучува кардиологијата, на мозокот неврологијата, на бубрезите нефрологијата и така натаму. Во потесен смисол на зборот, ангиологијата ги изучува крвните садови на рацете, на нозете, вратот и магистралните крвни садови во телото. За испитувањето на циркулацијата најчесто се користи ултразвучната метода по Доплер, како и плетизмографските методи. Одредувањето на степенот на болест го вршиме според стандардите на Светското здружение по ангиологија и Американското здружение за срце, така наречена American Heart Association, преку нивните раководства, односно препораки. Со тоа се постигнува пристапот кон ваквите болни да биде унифициран според светските стандарди. Во тек е изработка на наши доктрини, со кои на нашите здравствени работници од различни нивоа на здравствена заштита ќе им се овозможи да имаат еднаков пристап лекувањето. Оваа пациентка е оперирана 94 година. Првите 2 години доплер-сонографскиот сигнал беше нормален. После почна да се влошува наодот и имаше елементи дека графтот е обструиран. Сега мислам дека практично тој комплетно обструиран. Што мислиш дека треба да правиме? А каква манифестација има клиничка, осем тоа што си нашол хемодинамски промени? Клаудикациона болка добива на растојание некаде 50-60 метри. Порано можеше да оди и 500 метри. Води рачун дека жената има 70 години и дека нормално и физиолошки лимитирано е движењето. Тиреотоксикозата и хипертензијата кај таа жена кој што перзистира, дали се решени? Тиреотоксикозата делумно е решена. Оди на патофиза на секој 6 месеци на контрола. Терапијата тие ја водат. Хипертензијата зема по 2 кордипина, зема еналаприл. Но знаеш, со старите луѓе секој пат проблем во дозирањето. Некој пат и сами сака да си ги дозираат медикаментите, некој пат ќе пропушти некоја контрола, така да од тој аспект тензијата е регулирана, али не можем да кажем дека е 100% регулирана. Со лабораторијата на кардиологија, ангиолошката лабораторија, водена од доктор Тошев, соработуваме подолго време, некаде повеќе од 15 години. Фактички, кога и меѓу првите во бившите југословенски простори почнавме да се бавиме со оваа проблематика. Така да можам да кажам дека бевме први во неинвазивните испитувања на венскиот васкуларен систем, а исто така и меѓу првите во испитувањата на артерискиот васкуларен систем.
Низ ова лабораторија се поминати повеќе од 30.000 пациенти, од кои што се доста и хируршки пациенти, така да лабораторијата има големо искуство. Во текот на сите овие 15 години, лабораторијата прерасна во еден центар, референтен центар, референтна институција, во која што се применуваат најновите светски стандарди во испитување на болните, неинвазивно испитување во васкуларните заболувања. Секако дека ова неинвазивна диагностика е многу битна, поради тоа што и попривлечна за пациентите кои ги избегнуваат инвазивните диагностички процедури. Во светот тоа е појдовна диагностика, многу често применувана како прва скоро во сите центри, што е случај и во нашата земја. Трендот на кардиолошката наука во принцип на неинвазивната диагностика, значи некрвната диагностика, диагностиката каде што има примена на пунктирање, значи инвазивната диагностика. Сите процедури што се применуваат во странство практично се применуваат и на нашата институција. Проблем по некој пат представува обемот на услугите, бидејќи ние со класичната рутинска работа, за илустрација за минатата година на клиниката за кардиологија се направени прегледани преку 80.000 пациенти. Институции од ваков тип, референтни институции за една земја со таков обим на работа во странство немаат. Сигналот е тука уреден, но сепак фреквенцијата на срцето е забрзана. Треба да се бара причината што е за тоа. Пушевте ли цигари пред да влезете тука? Да. Колку време? Пред 10 месеци. Колку цигари пушите дневно? Една кутија. Цигарите се ризик фактор за запушување на крвните садови и сакам да го обрнам внимание дека има два начина на пушење, активно и пасивно. Активно е пушење цигарите што ги пушите, а пасивно чадот што го дишете од другите што ги пушите. Така да ако во оваа просторија испушите 10 цигари, а практично ще тројци испушат по 10, има 30 цигари испушени, вие пушите 10 ваши што сте ги испушили, уште 10 од чадот што го дишете. Така да вкупно 20 цигари сте испушили. На клиниката за кардиологија сум од 1982 година. Во својот развоен пат работев и учев практично од сите оние кои создаваа кардиологијата во Македонија. Мојот прв учител беше примариус Александар Божиновски, извонреден класичен клинички кардиолог, од кого научив дека клиничката слика е пресудна во одредувањето на стратегијата на лекувањето. Менторот на мојот магистарски труд беше доајенот на македонската кардиологија, професор Печековски. Менторот на докторската дисертација, професор Србиновски, човек со огромна енергија и работливост. Сакам да напоменам и на мощно добрата соработка со професор Лазаров, кај кого импресионира неговиот такт за раководење и современиот пристап кон кардиологијата во сегашни услови. Во текот на едукацијата, најпрво во неколку наврати бев во тогашните наши центри Белград, Загреб и Љубљана, а една учебна година поминав и во Лунд, град универзитет во Јужна Шведска. По принципот на континуираната едукација, како и поголем број на колеги, во неколку наврати, по неколку недели, престојував во Texas Heart Institute во Хјустон, Соединетите Американски држави. Учесник сум на повеќе конгреси, практично во сите поголеми градови во Европа и пошироко. Париз, Рим, Лондон, Стокхолм, Бирмингем, Виена и Хјустон. Автор и коавтор сум на стотина трудови од областа на ангиологијата и кардиологијата. Во моментот, во печат е и мојата книга Васкуларна доплерсонографија. Основниот принцип во работата секој пат во наши услови треба да биде клиничката слика. Самиот аспект на пациентот
и пациентот треба да го разгледаме и клинички добро да се насочиме. За тоа треба одредено клиничко искуство. После тоа одат дополнителни испитувања за кои што со искуството се стекнува една одредена рутина со минимум испитување да постигнете максимум диагностичка сигурност, односно максимум да добиете она што сакате. Битно е да се напомене дека само со континуираното пратење, континуираното разговор, континуираното прегледување на пациентите, дури неколку пати на ден, можете да се стекне ова искуство, а после тоа е на некој начин полесно, бидејќи вие унапред можете да предвидите неколку чекоров. Како што шахистите предвидуваат неколку потега напред, вие унапред можете да видите неколку варијанти кои се можни, по кој тек би одела болест. Готово се смири. Готово се смири. Ајде сега се смири срцето. Се смири срцето. Од Хипократовата заклетва, која што голем број на луѓето и не го знаат, во крајните делови, она што честопати не се спомнува, пишува дека ако лекарот работи честно, ако работи одговорно, ако работи совесно према, боговите ќе го наградат. Ние не бараме материјална награда, али бараме општеството да ни го признае она што ние за нашите пациенти го работиме. Беше најопасно пред 7 месеци, тука останав 70 дена на лекување. Доктор Тошев стручно, одговорно, со неговиот персонал се зазема и ме излекува. Се надевам дека со дисциплинирана постапка понатамо нема да се повтори. Доктор Тошев имаше однос према мене како чисто према пациент. Многу совесно и одговорно се завзема за мојата нога, по трет пат ми ја спаси ногата. Морам да признам и морам да кажам, и со најголемо внимание и со поштовање према доктор Тошев, бидејќи кога дојдов овде, ме прими како да се знаеме не како
од една страна јас сум пациент и болесник, од друга страна он е секако лекар према мене, меѓутоа едниот поставивме ни такви пријателски контакти, што јас не се чувствував да имам некоја трема и страв која ќе се појави човек со бел мантил према тебе. Ја мислам тој на психолошка основа, меѓутоа во секој случај за болесник то многу помага. Мислам дека составен дел од лекувањето е убавиот збор. Не тука, и секаде. Битно е да се напомене, тоа посебно се однесува на пациентите кои што имаат лабилна форма на болест, значи кои што и психата е на некој начин причина за таквата состојба. Кај нашите пациенти што имаат покачен крвен притисок, ако вие ги смирите, им кажете дека треба дисциплина на живот, да се обрне внимание на исхраната, да се обрне внимание дека нема потреба од лекови, мислам дека тоа е дури практично и правиот начин на лекување. За потешките болни, за оние што се критични болни, треба само многу работа. Убавиот збор не помага. А нашата соработка трае и понатаму, се базира на секојдневни контакти, секојдневни менување на пациенти, се збогатува, се продлабочува за добро на нашите пациенти. За комплицираните случаи, посебно за решавањето на случаевите со диабетска гангрена, успеавме преку интернет да се приклучиме во циркулаторната корпорација со седиште во Мериленд, каде што имаме увид во 158 нивни едукативни случаи на диабетска гангрена со придружни заболувања и примери како да се постапи во соодветни услови и како да се одреди стратегијата на лекувањето и да се предвиди ефектот на терапијата. Ако постои сомнение или неодлучност во диагностички или терапевски пристап, постои можност преку имејл поштата да се добие нивни совет или препорака во рок не подолг од 24 часа. Ова има широка примена во практиката. Тоа значи дека ако имате пациент со шеќерна болест, прележан инфаркт и мозочен удар, понудена ви е почетна шема на лекување. А ако во текот на лекувањето добиете некој отстапување или несоодветен резултат, консултирате и продолжувате со препораките на Светски референтен центар. Со ова, консултациите од типот одете во Софија, одете во Белград, одете во Загреб, одете во Германија, одете во Франција, за да видите што ќе ви кажат за ваквиот случај, се практично непотребни, бидејќи советите ги добивате од Светски референтна институција. Со ова врска ни се возможува да мислиме, да диагностицираме, да дејствуваме и да лекуваме по највисоките светски стандарди и се во интерес на нашите болни. Мислам дека во ова време, практично, јас за овие 7-18 години кога што работам на клиниката за кардиологија, ги поминав сите инстанци од собен лекар, лекар на специализација, лекар специјалист, магистрант, докторант, доктор на науки, научен соработник, шеф на одделение, практично поголем број на нивоа кои што ова, можам да кажам и ги поминав во еден нот, без некое значајно рипање на некој начин да кажеме, мислам дека е време да сите ние, посебно во здравството, сватиме дека потребно е многу работа, потребно е многу труд, потребно е многу ангажман и во нашите пациенти, а системски некои работи треба да се решат. Системски се однесува во тоа да се направи разлика помеѓу квалитетот во работата и квалитетот на луѓето кои што таа работа ја изведуваат. На самата кардиологија, а и во другите гранки на медицината, имате плејада на млади кадри. Луѓе излезени од клупа. Нашето школство, посебно високото школство, регрутира квалитетен кадар. Луѓе изразито мотивирани да нешто направат и во тукашни услови.
Можам да напомнам дека мотивацијата во Западна Европа и Америка се само парите. Не можеме да кажеме дека мотивацијата кај нас бар во здравството се само парите. Луѓе мотивирани од неколку основи. Прво, во таа секојдневна борба да научат повеќе, да помогнат повеќе и да направат едно име свое, кое што можеби понатака ќе ви овозможи да станат и нешто во својата дисциплина. Тој мотив, ние на клиниката за кардиологија се надеваме и сакаме да го искористиме. Следува сега плејада на помлади колеги кај нас и од мене помлади, кои што напредуваат со правење на магистарски трудови, со докторски дисертации. Тие се иднината на оваа куќа, во кој што цврсто верувам, и верувам дека понатака ќе го продолжат она што доаѓените на македонската кардиологија кои веќе ги спомнав, мојот прв учител примариус Божиновски, професор Крчинковски, професор Илисавета Серафимова, доктор Зоран Сајков, ги започнаа темелите, а сега другите ги продолжуваат. Ако се работи она што се сака, ако се работи она како што сака да се работи, мислам дека со љубовта кон работата и се разбира со квалитетот во работата и се разбира со успехот, ако видите дека работата стварно има одреден успех, а успехот кај нас е ако пациентот преживее, ако пациентот биде подобар, ако пациентот се излекува, тоа е една голема сатисфакција од нашата работа. Some of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place?" Јас сум вака фамилиарно правнук на македонскиот револуционер Пере Тошев. Од друга страна, татко ми и чичко ми се едни од двајцата професори кои што во од 46-7 година учествуваа во основањето на филозофскиот факултет во Скопје, а тоа е јадро од кој што потоа прерас во Универзитетот Кирил Методи во Скопје. Па чичко ми беше Крум Тошев, тој е еден од создавачите на македонскијата азбука, а татко ми Димче Тошев, долгогодишен професор и декан на факултетот по хемија. После тешката работа тука, после проблемите и секојдневните, човек ќе отиде дома, се релаксира со децата, имам керка на 10 години, Ирина се вика, син на 5 години, Димитар го носи името на дедото. Така да едноставно релаксираат, ме исполнуваат и на некој начин ме чинат среќа. Сопругата Љубинка, која што е математичар, си има своја сфера на интерес, работи во областта на математиката во Републичкиот завод за статистика, но сакам да спомнам дека и фамилијата, посебно сопругата, ми дават многу подкрепа, бидејќи моето работно време ретко кога е 8 часа. А малку слободно време имам. Инаку сакам да пешачам. Најомилено место за пешачење ми е, што би било вака парадоксално, бидејќи е релативно мирно, езерото Треска. И то не во летно време, него во зимно време, посебно во недела, ќе одиме со автомобил до таму, 2-3 круга околу езерото, релаксира, истовремено тоа е 4-5 километри изодување, добро се релаксира, со пријатели се разбира. Мислам дека во сегашни услови се она што е тука сум и задоволен и среќен. Се поставува прашање што е задоволство и среќа. Со она што го имам во моментот, посебно со фамилијата Јован, јас сум извонредно задоволен и среќен. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know.